Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада, а во нив ќе гледате. Клучните прашања се однесуваа на тоа дали во објектот имало ПП апарати, портир, истакната забрана или издадена дозвола за влез. Пред судот сведочија и вешти лица. Во шестата недела од годинава пријавени нови 700 случаи на заболени од грип. Во акцијска контрола за пристигнување спроведена на Тетовско-гостеварското подрачје биле санкционирани 17 прекршоци. Ново продолжение на главната расправа за пожарот во Тетовската модуларна болница. Роднини и медицински сестри, како сведоци на обвинителството, раскажаа што виделе за време на кобната ноќ. Клучните прашања се однесуваа на тоа дали во објектот имало противпожарни апарати, дали имало портир, истакната забрана или пак издадена дозвола за влез. Пред судот сведочија и вешти лица. 9 лица предложени од јавното обвинителство денес беа испитани во Тетовскиот основен суд за случајот модуларна болница Тетово. Сведочеа родителите на 21-годишната пациентка позади чиј кревет избувнал пожарот. Таткото се обидел да го изгасне со влажно ќебе, но истиот се ширел многу брзо, пошто едва ја успеале да излезат од објектот. На клучните прашања одговорија дека немале дозвола, но поради диагнозата на нивната ќерка церебрална парализа, секогаш морало да има некој покрај неа. Таткото рече дека предходните денови во ходникот забележал ПП апарат, но за кобната вечер не беше сигурен. Другите двајца сведоци рекоа дека биле со своите родители за време на пожарот во објектот. Едниот бил постојано покрај татко му, а другата за да ја донесе храна на мајка ѝ. Не забележале апарати за гаснење пожар. Сите одговорија дека на влезната врата немало портир и вратата била отклучена поради што слободно влегувале. Некои пак рекоа дека биле опоменувани од персоналот. Сведочеа и 2 медицински сестри кои вечерта биле на смена, како и тројцата вешти лица, кои го потврдија напишаното во извештаите. Инспекторот Рубен Бошковски од МВР и професорите од Технолошко-металуршкиот факултет Анита Грозданов и Свето Цветковски. Продолжението на главната расправа ќе се одржи на 2 март со сведочењето на еден од вештаците кој денес не беше присутен, а ќе бидат презентирани и писмените докази на одбраната. Пред почетокот на рочиштето пак се одржа мирен граѓански протест за правда за доктор Бован Вучевски. Да му дадеме поддршка, пошто го местат докторот. По моје не е крив ништо. Тоа другите треба да ги прашат. На другата страна да се разберат и судиите треба да внимават како судат. Ние мора да го браниме хуманизмот, доктори што навистина работаат за нас, ние сме зависни од него. Да поддржиме да не осуда. За пожарот во кој загинаа 14 лица се обвинети двајцата поранешни директори и доктор, како и Тетовската болница како правно лице. Во текот на претходната недела на државно ниво се регистрирани нови 700 случаи заболени од грип. Согласно ова, Институтот за јавно здравје ја оценува активноста на вирусот на грип со среден интензитет. Во текот на шестата недела од годинава, поточно од 6 до 12 февруари во нашата земја, се пријавени нови 700 случаи на заболени од грип или за 1,4% помалку во споредба со неделата претходно. Во однос на возрастната дистрибуција, 431 лице е на возраст од 15 до 64 години, 129 се деца на возраст од 5 до 14 години, а највисока инциденца е регистрирана кај деца на возраст од 0 до 4 години. Најмногу заболени во рамки на шестата недела од годинава имало во Струмица и тоа 165 случаи, а во останатите градови бројот на пријавени е помал од 100. Согласно овие податоци, Институтот за јавно здравје ја оценува активноста на вирусот на грип со среден интензитет.
Надлежните повторно ја потенцираат важноста на вакцинацијата против сезонскиот грип како најефективна заштита од компликации од ова заболување. Институтот за јавно здравје препорачува вакцинација на целото население, особено на лица кои припаѓаат на ризичните групи, како постари лица над 65 години, децата на возраст од 6 до 59 месеци, лица со хронични болести, бремените жени и здравствените работници. За сезоната 2022-2023 Министерството за здравство обезбеди бесплатна 4-валентна вакцина, 40.000 дози, наменета за приоритетни групи население. Вакцинацијата против сезонски грип за сезоната 2022-2023 започна на 19 октомври 2022 година и се спроведува во центрите за јавно здравје, со нивните подрачни единици и или здравствени домови. Закажувањето за бесплатните вакцини се одвива преку веб страната vakcinacija.mk. Заклучно со 6-та недела во Македонија, вакцинирани се вкупно 52.774 лица од ризичните категории население со бесплатните вакцини, а во однос на комерцијалните вакцини, вакцинирани се 2629 лица. Денес во Универзитетот на Југоисточна Европа беше одржана панел дискусија на тема предизвици во владината сајбер безбедност, на кој учествуваше и представничка на амбасадата на САД во Македонија Марлен Најс. Ние имаме долга историја на соработка со Универзитетот на Југоисточна Европа, така што многу сум среќна што ќе учествувам на оваа панел дискусија. Ваквите обуки се едни од најдобрите на Американската амбасада, што ги собира заедно на едно место експертите, конкретно денес за темата сајбер безбедност. Ова се местата каде наоѓаме решенија, каде што пронаоѓаме идеи и многу сум љубопитна што ќе слушнеме денес. Премиерот Димитар Ковачевски истакна дека со Министерството за финансии се бара начин за исплата на плати на вработените во здравствениот сектор и побара трпеливост од граѓаните. Експертски тимови, како што информираше пак министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, работат на надминување на проблемите во системот на Фондот за здравствено осигурување по хакерскиот напад. Тимовите на Министерството за здравство, на Фондот за здравство пред се, меѓутоа и на други институции, работат заедно со експерти и професионалци од Германија и од други партнерски држави со цел да се реши проблемот со хакерскиот напад во Фондот за здравство, бидејќи во овој момент не може да функционира трезорот и исплатата на финансиските средства од Фондот за здравство по различни основи. Јас вчера доцна навечер разговарав со министерот за финансии да се изнајде начин, бидејќи тие во наредните денови ќе имаат решение. Меѓутоа свесен за тоа дека вработените немаат земено плата, дека имаат своји обврски по кредитни картички, дебитни картички и така натаму. Разговаравме да може да се направи исплата преку централниот трезор, а потоа да се направи порамнување со трезорот кој што е во Фондот за здравство. Така да сега Министерството за финансии е вклучено, се работи за комплексна операција. Јас упатувам апел до сите вработени во здравствениот сектор, до сите корисници на услугите за Фонд за здравство, да имаат трпение, бидејќи на вистина вработените во Фондот за здравство деноношно работат со цел овој проблем да биде решен во корист на сите корисници на услугите на Фондот за здравство. Ние обезбедивме преку вработените во Фондот за здравство во изминатиот период да нема застој во давање на услугите, со тоа што ги продолжи и своите работни часови вработените. Дел од процедурите беа променети од дигитално во мануелно процесирање на барањата на осигурениците, особено на оние кои што одат од приватниот и од државниот во приватниот и обратно сектор за одредени прегледи и за одредени интервенции. Така да мислам дека и ова ќе биде решено. Тоа е Фондот за здравствено осигурување, таму се работи веќе за хибриден напад, со кој што напад практично е влезено во нивниот систем. Нашиот одел работи интензивно и бараме за тоа и поддршка од институциите, меѓународните партнери, се со цел да пред се го заштитиме системот максимално колку е можно, за да може да продолжи да функционира и понатаму. И ова треба да ни покаже една работа која што
на секој еден од нас мора да ни биде јасно дека практично сите треба да бидеме дел од заштита на тој систем, да посветиме многу поголемо внимание на овие сајбер напади, да се зголеми отпорноста на институциите, бидејќи не може, нереално е да се очекува дека една институција може да ги штити сите институции. И тоа не е задача. Практично секоја институција на својот електронски систем ќе мора да има соодветни заштити, да има експерти кои што тоа ќе го прават. Ние како Министерство створивме и услови, знаете, за новиот ИКТ центар во Прилеп, кој што е, тоа е податочен систем во кој што не само МВР, туку можат и сите други институции да имаат бекап на своите електронски податоци и затоа практично е направен во таков еден концепт. Граѓаните со ниски приходи до крајот на месец февруари преку веб страната на Министерството за економија ќе може да аплицираат за субвенционирање на сметката за електрична енергија. За оваа мерка се обезбедени 60 милиони денари, а ќе се субвенционираат од 600 до 800 денари од сметката за електрична енергија на домаќинствата, во зависност од вкупните месечни приходи кои ги остваруваат. Државата обезбеди скоро 1 милион денари за субвенционирање на сметката на електрична енергија на домаќинствата со ниски приходи. Субвенцијата се движи од 600 до 800 денари во зависност од категоријата. Со овој повик оваа година е зголемен прагот на скупни приходи кои ги остваруваат домаќинствата, а воведени се и нови категории на домаќинства кои што ќе можат да искористат оваа мерка. Исто така, за да се избегнат недоумици и дезинформации, сакам да потенцирам дека граѓаните кои минатата година добија субвенционирање на сметките на електрична енергија можат повторно да искористат оваа мерка, но истите треба повторно да аплицираат на јавниот повик за да добијат субвенцијата која им следува. Согласно програмата, предвидени се следните категории на средства: за самец со приходи до 19.000 денари, за домаќинство со 2 члена со приходи до 25.000 денари, за домаќинство до 3 члена со приходи до 30.000 денари, намалувањето на сметката ќе биде 600 денари. Додека за домаќинство со 4 члена со приходи до 36.000 денари и за домаќинство со 5 члена и повеќе со приходи до 43.000 денари, намалувањето на сметката ќе биде до 800 денари. Оваа мерка годинава е проширена со други социјално ранливи категории на лица, како што се корисници на правото на надоместок заради попреченост, самохрани родители кои не се евидентирани корисници на гарантирана минимална помош и корисници на право на надомест за телесно оштетување. Штедењето на електрична енергија е исклучително важно во услови на криза. И преку оваа мерка им помагаме на граѓаните на кои им е најпотребна поддршка и ги потегнуваме да штедат. Пронајдена дрога во Тетовско, приведени 4 лица, изготвени поднесоци на 2 лица поради непоседување документи за вршење јавен превоз на патници. Поради кражба на накид приведена 62 годишна гостиварка. 18 годишен гостиварец физички нападнат од неколку лица. Во продолжение следуваат деталите. Вчера околу 22 часот и 15 минути на улица Илинденска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 25 годишник и 19 годишник двајцата од Неготино Полошко, затоа што кај нив била пронајдена и одземена марихуана. Тие биле задржани во полициската станица Тетово и по документирање на случајот против нив ќе следуваат соодветни поднесоци. Ноќеска 20 на минути по полноќ на улица Браќа Миладинови во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 27 годишникот Тетовски Челопек и 23 годишникот Тетовска Стримница, затоа што кај нив биле пронајдени и одземени марихуана и кокаин. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. На 15 февруари од 5 часот и 30 минути до 10
10 часот на улиците Браќа Миладинови и Благоја Тоска во Тетово била спроведена сообраќајна контрола, при што било констатирано дека две патнички моторни возила комбиња Ford Transit со тетовски регистарски ознаки, кои ги управувале 23-годишникот Тетовска Голема Речица и 41-годишникот Тетовска Шипковица, не ги поседувале потребните документи за вршење јавен превоз на патници. По целосно документирање на случајот на двајцата возачи ќе им бидат изготвени поднесоци по член 284а од Кривичниот законник. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 17 часот и 45 минути лишиле од слобода 62-годишна гостиварка која претходно била пријавена од 32-годишничка исто така од Гостивар, дека одзела накид од нејзината семејна куќа во која извесно време работела. Се презимаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Ноќеска во 2 часот и 30 минути, 18-годишник од Гостиварска Ломница во СВР Тетово пријавил дека околу полноќ во Гостиварско Дебреше бил физички нападнат од неколку лица. Според пријавеното, во нападот бил користен и дрвен предмет. Се расчистува и документира случајот. Во акцијска контрола за пристигнување спроведена на Тетовско-гостиварското подрачје биле санкционирани 17 прекршоци. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 10 до 14 часот спровеле акцијска контрола за пристигнување, во која биле откриени и санкционирани 17 прекршоци, 4 во Тетовско и 13 во Гостиварско. Сите се однесувале на непрописно пристигнување и на прекршителите изготвени им се законски предвидените поднесоци. Согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, тие ќе се соочат со парични глоби, кои за овој вид прекршок се движат од 45 до 250 евра во динарска противредност, а некои со времена забрана за управување од 3 месеци до 1 година. Секторот за внатрешни работи Тетово продолжува со континуираните контролни и други активности за навремено откривање и санкционирање на сите оние возачи кои не ги почитуваат сообраќајните знаци, правила и прописи во функција на подобрување на вкупната безбедност на патиштата во поширокиот Полошки регион. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!